Ти се вика Македонија друг пат. Снегот ја парализираше Македонија. Блокирани патишта, заглавени возила и луѓе, а повеќе од 200 села, населби и објекти останаа без струја. Најголем проблем снегот создаде за тешките товарни возила. Речиси цел ден за нив непроходни останаа планинските превои. Најалармантно беше на превојот Стража Гостивар, Кичево и Крива Паланка. Снежните врнежи го вжешти и телефонот на Центарот за управување со кризи. Вкупно 2037 повици за итни случаи се регистрирани во изминатото деноноќе. Според директорот Стојанче Ангелов, состојбата на терен е многу подобра од вчера. Сите патишта се проодни, овде мислам на автопатишта, на регионални патишта и на главните локални патишта. Се уште има проблеми со некои локални патишта кои што водат до неколку наши села, но очекувам локалната власт во текот на денешниот ден да ги дочисти и овие патишта. Но генерално состојбата е стабилна, нема никаква забрана ниту за лесни моторни возила, ниту за тешки товарни возила. Службите од Македонија пати во следниве денови ќе имаат работа поради новите врнежи од снег. Директорот Ацевски уверува дека ја имаат под контрола ситуацијата со временските услови, а во однос на работата на Македонија пат се пожали дека возниот парк не е во добра кондиција. Без разлика од најавите, ние како јавно предпријатие во зимската сезона, односно во периодот на зимска служба, континуирано сме распоредени на 37 пунктови на целата територија на Македонија. Значи, сите расположливи функционални возила, 67 моментално собствени специјални товарни возила за чистење снег од Македонија пат, градежни машини, трактори за чистење на снег, сите се ставени во функција на зимското одржување на патиштата. Дополнително во процедура е ангажирање и на трети лица кои би помогнале, бидејќи ресурсите на Македонија пат не се доволни, меѓутоа колку и како од нив ќе ангажираме ќе видиме во наредниот период. За неажурноста на Македонија пат обвинија од ВМРО ДПМН. Од партијата прстот го вперија во директорот дека повторно го изненадил снегот во ноември и го повикаа да не се крие, туку да си поднесе оставка. Според Ацевски, тој си ја завршил работата на времено, а доколку му се утврди било каква грешка во работењето, тој е подготвен да си поднесе оставка. Од УХМР најавија и во следните денови минусни температури и врнежи од дожд и снег.